Сообраќаен буквар. Сообраќајниот полицаец, наш пријател. Сега ќе научиме и некои правила што ќе ни помогнат како да се однесуваме кога ќе сакаме да поминеме улица каде што семафорите не работат, а сообраќајот го регулира сообраќајниот полицаец. Тогаш правилото гласи дека сите учесници во сообраќајот, и возилата и пешаците, мора да ги почитуваат знаците што ги дава сообраќајниот полицаец. Сообраќајниот полицаец го регулира движењето во сообраќајот со помош на рацете, положбата на телото и со свирче. И секогаш добро гледај во каква положба е неговото тело и какви знаци дава сообраќајниот полицаец. За твоја безбедност постапувај по неговите правила. Постојат голем број сообраќајни знаци и положби на телото со кои сообраќаецот го регулира сообраќајот. Но за вас, пешаците, најважни се следниве. Кога раката на сообраќајниот полицаец е подигната нагоре, со отворена дланка кон лево, тоа значи задолжително застанување на сите возила пред раскрсницата и забрана за поминување на пешаците. Тоа значи да застанеш на работ на тротоарот и да го чекаш наредниот знак што ќе го даде сообраќаецот. Доколку сообраќаецот е завртен со грб или со гради кон тебе, тоа значи црвено светло, односно не смее да се помине на пешачкиот премин. Ако полицаецот е свртен настрана, тоа значи зелено светло и пешаците можат слободно да поминат на пешачкиот премин. Кога телото на сообраќаецот е во нормална положба, а неговите раце се лево и десно хоризонтално поставени, тоа значи дека сите возила кои гледаат во неговиот грб и во неговите гради мора да застанат, а возилата што доаѓаат од двете страни во правец на рацете може да се движат. Сообраќаен буквар.